Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добар ден. Пратениците во собранието вчера ги усвоија измените и дополнувањата на Законот за лекови и медицински средства. Со овие измени овозможуваме во исклучителни случаи и оправдани причини што се однесуваат на здравјето на пациентите во вонредни услови, кризни состојби, во услови на епидемија или пандемија на заразна болест, односно кога се бара ставање во промет на вакцина против коронавирусот, како што е сега моментално, барање за ставање во промет да можат да извршат и странски производители на лекови, правни застапници, подружница или трговско представништво на странски производител со регистрирано седиште надвор од државата. Со ова се создадени услови вакцината против коронавирусот да пристигне во државата и да започнеме со имунизацијата. Овие измени во законот немаше да бидат потребни ако ВМРО ДПМН додека беше на власт не го урниса здравствениот систем и принуди реномирани странски компании за лекови да се повлечат од нашиот пазар. За потсетување, во периодот помеѓу 2012 и 2015 година, во времето на најголемиот режим, неколку реномирани странски компании, како например AstraZeneca, Glaxo и дел од Novartis, се повлекоа од нашата држава заради паралелниот увоз на лекови и вакцини со сомнително потекло, организиран од тогашниот режим. Заради таквиот однос, трајно се наруши угледот на државата и здравствениот систем. Нешто со што сите сили се обидуваме да го поправиме, да ја вратиме довербата во македонското здравство. Како одговорно парламентарно мнозинство, остануваме посветени на ставање крај на пандемијата и надминување на сите економски и здравствени последици од нејзи. Сакам да потенцирам дека правилото држење физичка дистанца, носење маска и дезинфекција останува до стекнување на колективниот имунитет. Тоа што ќе започне вакцинацијата не значи дека не треба да ги почитуваме овие три правила. Парламентарното мнозинство, Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија остануваат определени во заштита на здравјето и животот на нашите сограѓани како највисок приоритет во оваа држава. Ви благодарам, доколку има некои прашања, стојам на располагање.